Хајде, сега слушаме математика. Секое попладне во работните денови од неделата, домот на семејството Филев во Скопско Тафталиџе се претвора во училница. 12-годишната Ивона следи видео предавање за 7-мо одделение преку Едуино, државната онлайн платформа за образование во време кога училиштата се затворени поради коронавирусот. Мачката Ирмански се вика Пикаца. Поинтересно е во училница затоа што има игра, има смеа. И тука е интересно, ама не е толку. Имаш ли комуникација со твоите наставници? Нема некоја многу директна, комуницираме кога треба нешто ни проверат, кога не е јасно, тука си да ни помогнат секогаш. Па домашните некои наставници сакаат да им ги праќаме по Viber, по Skype, а некои сакаат по мејл. Гледам да ги научам лекциите, па после да ги одговорам прашањата, затоа што сепак тоа знање треба да си го знам и понатака. Нејзината сестра Јоана е второ одделение. Нејзината неделна наставна програма и домашните задачи се прикачени на веб страницата на училиштето. Нашето училиште Коменски веднаш на својата веб страна изработи и постави насоки и неделни материјали за учење, кои редовно се надоградуваат од страна на наставниците и се голема помош за учениците и за нас родителите, за да можеме да следиме што работат нашите деца. Класичната настава, наставник со цело одделение позади себе, е можеби поинтересна, поинтерактивна, позанимлива и децата имаат може да одржат можда и подолго време концентрација. Во вакви услови можеме да кажеме дека слободно дека материјалите што се доволни за вакви околности се и за во скратено време да се изработи нешто е одлично. Директорката на училиштето на Ивона и Јоана, Маја Старова, вели дека принципот на онлайн работа го утврдил колегиумот, како и децата во процесот мора да учат и наставниците. Наставниците несебично работат овој период, со тоа што наставниците кои што веќе се поспремни во информатичката технологија, помагаат на другите наставници и дури предложуваат, откриваат нови алатки, им предложуваат на наставниците за да им се олесни работата. Основната обука за компјутерски вештини за наставниците во Коменски ја спровеле од општина Карпош, од каде и дојде иницијативата за интернет настава. На почетокот отпор како отпор од наставници не постоеше кај некои од наставниците скепса дали е тоа возможно да се изведе. Гледаме да биде двонасочна комуникација, да не биде тоа во Word лекции кои што понатаму учениците само ќе ги читаат. Огнен е второ одделенец во друго училиште, Јохан Хајнрих Песталоци во општина Центар, а друго училиште значи и дека на друг начин ги добива задачите за тоа што треба да учи и да сработи за домашно. Учителката пратила кај мама, а јас препраќам кај мене. Да. Епа ова се, ова и ова се за денес. Откако ќе си го препратиш мејлот, што правиш? Пишувам и сликаме со мама и праќаме на Viber на наставничката. Јас добивам 5. И кај Огнен наставата се одвива главно еднонасочно. Наставничката прави обиди да го собере целото одделение на заеднички час на видеоконференциска врска, но тоа носи разни предизвици. Се вклучивме на едно, не знам како се вика, но тоа можело само 10 луѓе да се вклучат. А сега ќе почнеме на едно што се вика Zoom. Да се вклучувате со другари? Да, и тоа ќе може повеќе. Ќе може било колку таму да се вклучувам. И што ќе правите? Ќе одржуваме онлайн часови. Онлайн наставата сепак не беше планско, туку принудно решение. Па успехот на методот во голем дел зависи од родителите кои сега имаат втора улога – да бидат наставници. Е предизвик во смисла на тоа што детето кога е во домашни услови нема секој пат концентрација и нема секој пат и сила и сето тоа да го заврши на време.
Среќа во несреќа е тоа што си уште, да речеме, млад и не е ни толку обемен и тежок материјалот. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje. Jeni sot? Мир. Во други случаи, како на пример во селото Челопек во Брвеница, наставникот Јасин Река успева да држи часови и на видеоконференција. Ajde, lexoje pyetjen e parë, Sara. За предавањата на трето оделенците од училиштето 7 март, тој ја користи апликацијата Zoom. Според владината уредба со законска сила, оставено е на секој училиште да го избере начинот на кој ќе врши онлайн настава, но во исто време Министерството за образование се обидува да создаде унифицирана платформа за сите ученици. Се вика Едуино и почна да работи пред неколку дена. Секој ден се објавуваат снимени видеопредавања за секое одделение од 1 до 9, а предавачи се на 400 професори од земјава кои се пријавиле во Министерството. Александра Блажевска е една од нив. За 9 одделенците функционираме преку Google Drive, каде ги поставуваме материјалите и насоките за учење, но сепак ќе кажам дека во моментов тоа е само еднонасочна комуникација. Се обидуваме на различни начини да стапиме во контакт со учениците, се обидуваме преку Zoom платформата на конференцијска линија, но морам да кажам дека не само за мене и за сите наставници, ова е сосема нов начин и пристап на реализација на наставата, така што ние учиме многу во моментот. Но интернет училницата на Министерството не е опција во сите средини. Селото Батинци е блиску до градот Скопје, но одделенскиот наставник Фатмир Мустафа од основното училиште Алија Авдовик вели дека се далеку други нешта. Комуникацијата ни е отежната, посебно на нас, наставниците кои работиме во подрачни училишта во селски средини, каде што голем број, за жал, од учениците немаат ИКТ опрема, немаат лаптоп или компјутер. Едино чаре што се вика правиме преку телефон, преку Viber, комуникација, им даваме задачи, им даваме тоа што треба да го учат, но немаме директна комуникација како во некои градски средини. А ако кај учениците недостасува опрема, кај наставниците недостасува владење на дигиталните технологии. Тие компјутери што ни ги доделија пред 7 или 8 години колку има, тие се веќе дотраени, расипани. Еве, јас лично, значи, користам мој личен компјутер, а многумина од наставниците го немаат и таа можност да купат еден компјутер, лаптоп, со кој би ја завршиле работата. Со подрачните училишта во околните села, училиштето Алија Авдовик има околу 1400 ученици. Директорот Кенан Имери е свесен за недостатокот на опрема и добра интернет врска. Вели дека училиштето може да понуди помош, но ограничена. Проблем е подрачните училишта, 5 подрачни, таму е проблем со интернетот, меѓутоа се трудат наставниците да работат и со тие ученици повеќе преку Viber со нивните родители, со родителите на тие ученици. Ние во школа имаме неколку лаптопа, така да ги делиме на родителите, тие што немат можности. Централната власт засега нема презентирано план како ќе постапува со ваквите случаи, но повикува проблемите веднаш да се пријавуваат. Таа може да се следи и преку смарт или паметни IT уреди или телефони, така што мислам дека не би имале некој огромен проблем во овој дел да се реализира и да се организира наставата, но секако дека ние им стоиме на располагање на сите тие ученици, на сите тие родители кои би имале таков проблем и ги замолувам истите проблеми да ги пријавуваат во Министерството за образование. И додека онлайн наставата и некако тргна, засега нема готов план како ќе се спроведе оценувањето на учениците. За начинот на оценување на учениците, Бирото за развој на образование веќе подготвува упатство за сите наставници. За секој тест или испрашување мора да се учи. Тие што не можат тоа да го прават на интернет, имаат опција да ја следат ТВ училницата на јавниот сервис. И во двата случаи, тоа значи дека учениците остануваат во дневните соби, можеби и до крајот на учебната година. Чао!